гледачи, пред да ја најавам мојата денешна гостинка, би сакала да прочитам една незина творба од незината поетска книга Душата зборува. Збор. Зборот бега пред мислата. Тој мами, чекор напред, чекор назад. Скитан из вечноста. Се тркала во мозочна коцка. Олека и несигурно. Се враќа на почеток. И се така. Коцка се разлеа, а мозок истече. И што сега? Очи гледаат празни, уши слушаат ништо. Една рака посега по воздух, друга бара вода, без да сватат дека се на земја. Збегала таа од под нозе. Сега тие страдаат. Сироти. Каков бил зборот? Силен, горчлив или сладок? Непремислен. Таа живее во Германија, но носталгијата си го прави своето, па таа честопати навраќа во Македонија, а не заминува пред да го посети незиниот родокрај Кавадарци. Таа пишува книги, проза и поезија на македонски и на германски јазик. Но не само тоа, таа ги создава и 4 литературни групи и секако организира и неколку манифестации за кои што таа самата подоцна ќе ни каже. Некои ја вбројуваат во успешна мудра македонка, една од успешните мудри македонки, а таа со голема љубов ја афирмира Македонија, го афирмира македонскиот јазик, литература и култура насекаде во светот, не само во Македонија и во Германија. Затоа, почитувани гледачи, многу ми е мила, исто така и ми представува голема чест и задоволство што денеска ми е гостин една исклучителна личност, една амбициозна и космополитска личност, а станува збор за писателката Милица Паулус. Добар ден, Милица, и добро дојдовте во телевизија Сонце. Добар ден, Милева. Добро ве најдов. Благодарам за прекрасната најава. Ги поздравувам сите гледачи на ТВ Сонце и добар ден. Така. Еве споменав дека родното место ви е Кавадарци, што значи дека уште како дете сте напоени со богатото македонско творештво, народно творештво. Но еве, ајде од вас да слушнеме како почнавте да пишувате. Па, имав една прекрасна учителка Марика Атанасова, се уште ја знам, ја памтам и сега напрезо ја сретнав. Таа ни раскажуваше многу убави приказни, ни читаше многу убави творби, не мотивираше многу и на тој начин тогаш беа Марика оди во планина, Марика оди на село и така натаму сликовници. Трчав во библиотеката да земам неколку затоа што даваа по една или две само за читање. Така да бев доста мотивирана од неа да читам, а подоцна и да пишувам. Значи, првите стихови, поезија ми се напишани и првата кратка проза за мојата мајка, па некаде во второ, трето оделение, да речеме, колку се сеќавам. Така, значи се сеќавате дури на првото нешто што сте го напишале. Да. Така. А која е вашата инспирација? Што најмногу ве инспирира да напишете песни? Па, животот. Животот е моја инспирација. Животот инспирира. Животот е не едносучен, значи има тага, има болка, има радост, има среќа, ни дава расположение, тага и сите тие чувства ги собирам во едно, значи во стихови. Инспирација кога имам, седнувам и зависно од тоа како јас чувствувам во моментот и како сум расположена и што чувствувам, и тоа го пишувам, го пренесувам на хартијата. Така. Ја следите патеката на големиот лингвист, филолог и научник Крстен Мисирков, Петков Мисирков, и дури ве споредуваат со него. Па на некој начин, да. Прво бев малку изненадена да се прави споредба со него, ама кога ќе се вратам вака назад да погледам дека истата патика ја газам и јас, полека, можеби несвесно кога почнав, но сега ми станува се повеќе јасно, па и јас за него повеќе се заинтересирав. И со професорот Лозановски напишавме исто научно дело за него и за книгата Македонските работи. Така. Дали имате некој македонски автор кој ви е идол
или пак останува тоа на Мисирков, веќе споменатиот Мисирков? Имам уште еден, Гане Тодоровски, читам доста дела од него и навистина воодушевена сум од него. И не само тоа, Антон Панов, значи ние мораме да ги спомнуваме предците, тие пишува не само што пишува, него голема благодарност имаме на нив, за тоа што во многу тешки времиња пишува. И не гледа на последиците кои што ги сносиле, понекогаш и со живот ги платиле. Да. Ама тие пишува и пишува на македонски. Така. Еве, виорот на животот ве носи во Германија. Таму сте познат, нели, автор на една издавачка, германска издавачка куќа. Од кога сте таму и како функционира сето тоа во Германија? Во Германија сум писател на германскиот банд, значи член, писател. Пријавена сум како самостален писател исто, значи можам да правам промоции, можам манифестации да правам, да работам самата, да издавам книги и така натаму, да одлучувам сама за себе. Ама во меѓувреме сум и член на една издавачка куќа, тоа се вика член, значи можам да ги издавам сите мои книги таму. Значи да напишам книга без да ми речат нема потреба да се разгледува дали книгата е добра или не добра, значи ја пишувам, ја давам и се печати. Така. Што ви е полесно? Дали ви е полесно да пишувате на македонски или на германски јазик? Па вака, на германски јазик имам напишано 5 книги, романи, 2 се за младина и 3 за деца. И учествува во 6 антологии за возрастни и 1 антологија за деца. Меѓутоа, мислев дека ќе биде тешко ако почнам да пишувам на мојот мајчин јазик, не тешко да пишувам, него контактот Германија, значи со далјинско мора да управувам Македонија, ама не било толку тешко, значи Фејсбукот ми овозможи или мене ми овозможи да јас контактирам со нашите писатели и поети кои што живеат во Македонија и да создадам литературни групи и да пишувам на македонски. Сега вие прашавте што е полесно, се разбира дека на македонски е полесно. Чувствата кои што ги трансферирам, вистинските чувства со вистинска јачина и сила се на мајчин јазик. Никош не можам да изнесам или да се изјаснам со она што јас сакам на германски јазик. Значи не се тие исти чувства што јас чувствувам, што ги пренесувам на хартија. Значи потешко е. Најубаво е да се пишува секогаш на мајчин јазик. Така. А како се прифатени вашите книги на македонски јазик таму во Германија? Во Германија книгите се само мои се продаваат на германски јазик што ги пишував, се продаваат по, например, Амазон, по некои книжари германски се продаваат книгите и има друг начин на работа. Например, не е истата како тука, издавачките куќи, финанси не треба ништо да покривам, него јас за тоа што ги пишував книгите добивам само процент, ама тоа е доволно, значи грижата е сета нивна, јас можам и понатаму мирно да си пишувам. Продажбата не е баш лесно затоа што има многу книги. Многу книги, многу се чита. Во Германија се чита многу, во цела Европа. Многу се чита по Убан, по метрото, било каде, значи секој се гледа со книгата. Има многу англиски писатели, американски, значи од цел свет. Тоа значи дека сепак Германија како земја, нели, ги отвара вратите и за другите, нели, писатели од други земји што потекнуваат. Значи полесно се може да се стане писател таму, да се публицираат, нели, книгите. За разлика од Македонија каде што малку е потешко. Јас ќе речам обратно, во Македонија секој може да издаде книга. Да си плати и да издаде книга. Колку е книгата вредна и дали навистина требало да се печати, значи не одлучува никој друг, самиот тој автор. Така. Значи плаќа за издавање на книгата и книгата веќе ја има, издадена е. Додека во Германија е малку поинаку. Во Германија се испраќа манускрипт, се прави избор. Многу е тешко да се влезе во издавачка куќа. Значи не може секој книга да издаде. Тоа е разликата меѓу Германија и Македонија. Значи построги критериуми. Построги критериуми се. Навистина се филтерот, значи да се пробие е многу тешко. Јас успеав, имаше тоа детските книги, навистина беа многу убави напишани, имаше и приказна една
тие им се допадна и после постепено, значи сега можам да издавам што сакам. Кога тие доверба имат во мене и сме направиле договор, значи јас сум член на таа издавачка куќа, можам да ги издавам слободно моите книги. Така, колку до сега имате книги издадено и за која публика се претежно наменети? Како што реков, на германски имам 5 книги за младина и за проза, романи, за младина и за деца. Во една антологија учествував детска, во 6 антологии за возрастни учествував. Македонски имам издадено 2 стихозбирки, научното дело за Цепенков. На 7 антологии сум уредник и учествував во нив. Тие 7 антологии од поетската група Поезија за душа и останатите мои литературни групи. Така. Пишувате поезија, проза, литература за деца, па каде најмногу се наоѓате, во кој жанр? Пишувам се. Започнав прво од мало лепче, па нагоре, полека. Прво започнав со детска литература, отидов за младина понатаму, па со антологиите за возрастни. Пишувам на германски роман во моментот. Потоа започнав на македонски исто така полека со антологиите, значи постепено, не наеднаш. Најмногу ме интересира да пишувам поезијата и прозата за возрастни. Сакам и за деца да пишувам, многу интересна содржина, многу убаво се работи со деца и за деца многу добро се пишува, но сепак ме привлекува повеќе вниманието кон проза и поезија за возрастни. Дали до сега сте наградувани за некоја ваша книга? Па да, наградувана сум и во Германија, имаше во Швајцарија, имаме и други надворешни награди, а во Македонија конкурирав само еднаш на еден награден конкурс, не добив ништо, јас повеќе делам награди него ли што добивам и тоа ми исполнува навистина. Така, сигурно сега баш ќе стане збор за тие награди, вие што ги давате. Еве, значи спомнав дека имате 4 литературни групи. За какви групи станува збор и која е целта, што беше мотивот да ги формирате овие литературни групи? Вака, јас кога започнав во Македонија да пишувам, бев во една поетска група, беше Тивко, убаво се работеше, убава групата, но некако не ми беше доволно, барав свежина некоја, барав некоја динамика да се работи повеќе, да се разработува, да се комуницира измеѓу поезијата, пишаниот збор, убавиот пишан збор и нас поетите и писателите. И јас не можам никому да кажам во своја група што да се работи и дојдов на идејата да јас сама си создадам групи и точно така да работат како што ја замислувам. Да мотивирам, да активирам, да работиме, дали тоа ќе биде сега со промоции, дали ќе биде тоа манифестации, значи на секој поглед од литературното поле. Каква е заинтересираноста на поетите и писателите да станат членови на овие групи и која е улогата на администраторите на групи? Вака, во почетокот не беше баш едноставно и за мене не беше едноставно затоа што беше нешто ново. Беше Тивко на ова литературно поле во Македонија и одеднаш створив некој немир. Немир сега за мене во позитивна смисла, затоа што почна да се работи. Не да стана надпревар, него луѓето беа мотивирани повеќе да работат, да пишуват и тоа ми беше намерата мене. Некако ми беше малку читање, пишување и литературното поле некако ми беше заспано. Сега отворив за поезија за душа, поетската група се вика Поезија за душа, која сега брои 5000 членови. Потоа отворив најубава проза, за проза, таа е скоро 5000 членови брои сега, полека, значи се е поактивно. Дискусии на поети и писатели. Значи тука дискусии на поети и писатели за нашите предци, за нашите поранишни писатели, што навистина со голема гордост се разговара и има што да се зборува и да се кажува и тоа треба да го знаеме. Значи нашето минато да не се заборава. Исто и за нашите млади поети, писатели и така натаму, за книгите, за делата нивни. И сега отидов малку понатаму, како што кажав, се полека, интернационална поезија. Тоа е, значи, од целиот Балкан тука
имаме српски писатели, поети, словенски, босански, од Босна, од Македонија, значи цела поранешна Југославија, и плюс имаме од Бугарија исто, имаше од Унгарија, и имаме администратори исто од секоја држава по еден администратор, нели кога ќе ми треба нешто да изјавам, да објавам, па им праќам да преведат, меѓу нас ние некако се разбираме баш добро. Така, како еден вид помош, нели, за тоа се супер да функционира сигурно. Да. Потребна, не може единката сама се да направи. Спомнавме и за манифестации. Неодамна така мислам дека се одржа една манифестација во Кавараци, во вашиот роден крај. За какви манифестации станува збор? Па вака, досега работев во моите литературни групи, значи ние викаат песните не се наградуваат. Песните, поетите не се наградуваат, ама песните, убава песна, песната вреди. Значи убавиот пишан збор вреди, и тоа е во целиот свет. Зошто се иструшките вечери, значи не е баш да не се наградува. Тоа е да ги мотивираме, значи оние што има некои што не пишувале можда и по 23 години, во фиоките останале напишани песни, стихови, ги извадија сега или почнаа сега да пишуваат точно или токму со тие настани. Значи почнав прво со наградни конкурси тука во групите. Имаше, благодарам на издавачката Куќа Дата Песнопој, со која добро соработувам, донираше исто и бесплатно печатење на книга и антологија исто, бесплатно учество на наградените или за минимална цена, така книги доста се издадоа, и со тоа се потикна на вистина и оние кои што не можат да имаат шанса да се издадат својата книга. И после тоа отидов малку понатаму, значи чекор по чекор секогаш, стрплива сум за тоа и сакам така да се одвиват работите, значи со доверба во поетите, писателите и читателите исто. Оваа манифестација сега што се одржа, сакам да биде на републичко ниво, значи ова беше прв пат сега, тоа е моја идеја. Македонска лирска поезија, значи само исклучиво лирска поезија, имаше околу 60 поети кои што читаа. Имаше исто наградувања, дипломи, имаше жири, значи стварно беше стручно, имаше музички настани, настапи, точки и така натаму. И имаше доста гости, им се допадна, навистина беше супер. Се надевам дека ќе се одвива чекор по чекор се повеќе, подалеку, се поголема, да навистина некој ше права поетска манифестација. Тоа сега за прв пат беше одржано? Да, тоа беше за прв пат. И сега наредната исто така е нова, исто моја идеја, на 15 август, тоа е во сабота, во Битола ќе се одржи, тоа е поетска гала се вика, и тука ќе биде поетеса на годината избрана исто. Не само вредноста на убавиот пишан стих, него и работата, значи трудот. Има доста поети и писатели што многу се трудат. И за поезијата, и за Македонија. И има доста убави песни посветени на Македонија. И се трудат, работат од едно место на друго, како пчелички на мед, и тие мора да бидат наградени. Едно признание заслужуваат. А кој повеќе пишува, жените или мажите? Па јас како дете или како млада ќе се сетам на многу малку жени, писатели, поети и вака во глава што ми останало што сум читала наши, но сега не да речам обратно, но ќе речам пишуваат сега и мажите и жените. Има мажи кои што пишуваат многу убаво, со многу чувства, има и жени кои што пишуваат супер. Така. Во Македонија има ли талентирани поети, особено сега во денешно време, млади поети, писатели? Има многу. Само тоа или не го знаат, некои не го знаат, а други не го гледаат. Значи во групата ми дошле млади талентирани поети или писатели во прозната, си го пуштаат текстот наедноставно и критиките кога ги читаат сами не веруваат, затоа што навистина пишуваат убаво. И токму тие млади писатели, поети, тие треба да се мотивираат и да се поддржуваат. Како Министерство, така и во писателите во Друштвото за писатели, мислам дека треба малку спектарот да се расшири, да се отвори и да се гледа токму на тие луѓе што се надарени, што убавиот пишан збор е вреден, што навистина е восхит за нас. Да не се пропушта така.
Вие сте личност меѓу ретките кој што не е себична, која што не гледа само за себе дали да се афирмира, туку ги мотивирате, ги поддржувате без разлика на која возраст се, нели, писателите и поетите, за да ги се види нивните дела да излезат на виделина. Кои се следните планови на Милица? Што да очекуваме во иднина? Прво ќе кажам, во групите имам, значи, тоа е многу добро. Тоа многу го сакам што има од сите различни возрасти, значи од млади до повозрастни, да кажам вака, писатели и поети. Има и постар стил на пишување и понов и модерен стил на пишување, значи од секој стил на пишување, и тоа ме дополнува и не исполнува, иначе би било досадно. А мојот план што е во иднина? Па во иднина сега мислам дека, како што реков, полека да не биде се наеднаш, прво довербата, да работиме заедно, се запознавме по манифестации, по промоции, по организации, по групите, се дружиме исто, се спријателивме, се сплотивме и така натаму. Сега редно би било и едно писателско друштво со една цел за афирмација на... Имам во план, например, и надвор од граница. Сега, например, затоа ја створив и поетската група Интернационална поезија, да малку излеземе и од граница, значи да не стоиме тука во место. Имам и други планови, само за сега доволно е тоа, па ако нешто биде, нема проблем, ќе разговараме по тоа. Така, еве за вас прочитав дека ве смета за кралица на модерниот стих. Па што велите вие за тоа? Па модерниот стих, ки сакам сите стихови. И секој стил на пишување е едно богатство. Но ме исполнува сега моментално поготово модерниот стих. Затоа што сега се пишува поинаку од порано, но како што реков, корените и поранешното богатство, наше богатство литературно, да не се заборава, а да одиме напред, тоа е во ред. А модерниот стих е специфичен и ако речем во цела Европа, во цел свет можам да речем, сега модерниот стих, значи се пишува на модерен стих. Нема више тие стихови 1, 2, 3, 4, него се пишува цела песна и се пишува на модерен стил, отворено. Како се чувствува без да се размислува, без да нешто те спречува, без, значи, чувствата, гребаници од душата. Значи, што чувствувам, тоа пишувам. Така. Милица, благодарам што ми бевте гостинка. Разговорот со вас за миг ми помина ми пролета. Ви посакувам многу успех. Вие и до сега сте успешна жена, но и понатаму ви посакувам успех и на професионален и на приватен план. И за крај, еве, би сакала да ги почестиме нашите гледачи со уште една ваша песна од вас прочитана. Благодарам за пријатниот разговор, Милева, и за поканата. Јас ќе прочитам денеска песната Љубовник. Че грешам ли ако те крскам сонце, а да верувам во дождот? Ја сакам месечината и се восхитувам над звездите. Ќе ти дадам ново име, ако ли? Дури и зимата е топла од твојот нежен спор. Звукот на љубовта ме подига, а ветерот ме срасна со тебе. Отвори сега врата на љубовта. Биди жет на моето срце и напој ме со твоите усни. Те прогласувам за љубовник. Нека капат мили погледи во моите отворени очи, а градите мои да бидат светен венец од бакнежи твои. Донеси ми бело сонце во црвени облаци, да биде само мое. Опеј ме како што ти сакаш, ама дојди. Дојди во тивката ноќ. Нејза ја сакам повеќе од денот. Во неа сме ние двајцата сами. Преубаво, верувам дека и гледачите уживаа во овие стихови. Се надевам, мило, че ми биде, да. Благодарам уште. Благодарам и јас за пријатниот разговор.